И тоа ќе мора да се направи на ниво на законско решение, ако збориме организационно за тоа обвинителство, да го просто втопиме во составот на хиерархијата обвинителска на пирамидата наша. И при тоа мислам дека тогаш ќе треба да се размисли дали едновремено, дали паралелно, дали сукцесивно, како ќе дојдат работите, да видиме што и со во стратегијата е лошо напишано, одделението за организираното не е одделението, е веќе неколку години обвинителство така. Дали и тоа обвинителство во некој организационна смисла не треба да претрпи измена со оглед да се сложам со тоа дел од оценката во некои сензитивно политички предмети како да не покажаат доволно сенс и ажурност и смисла за ургентно. Па мислите евентуално да се фузираат овие две евентуално или дали паралелно, дали во зависност од времето, дали втопување на дел од овие до дваму. Тоа треба да се види во моментот кога ќе се отвори тоа прашање. Во овој момент тоа е се уште далеко од актуелно, затоа што тоа обвинителство е, колку јас знам, мандатот на обвинителката е 4 години, а обвинителство као да се дадени 5 со можност на еднаш да се продолжи за уште една година. Таму стои еднаш годишно, не е добро напишано и тоа, но има можност за тоа прашање ќе биде актуелно веројатно по година-две од сега. А кажете ми што мислите? Гледаме дека СЕО е активно и надвор од предметите за кои што покрена обвиненија. Води се уште предистражни постапки, нова истрага нема. Во законот пишуваше до кога можат да се носат јавно обвинителски одлуки, во смисла на покренување обвиненија и отворење истраги. Може СЕО според вас се уште да покренува истраги и обвиненија? Тоа не според мене. Според мене, јас што мислам малце и недоволно релевантно, мислам дека треба да бидеме легалисти и да гледаме во таа настаната ситуација да овозможиме тие девијантни појави кои ги имаше во општеството, во државата, конкретно со тоа енормна голема бројка на слушање, да имат соодветно решение и судска разрешница. Зашто го кажувам ова? Ако им се дадени 18 месеци, како таму стои, да спроведуваат истраги и да покренат обвинение, ако еден дел од тие предмети беа многу несложени по суштина, него габаритни по обем, тогаш ќе дозволите дека тие луѓе не можеле во тој краток рок све да постигнат. Сега е прашање на политичка волја и прашање на носење на една одговорна одлука за тоа, дали ние, како што веќе реков во една од телевизиите, како смееме да си дозволиме како општество, како држава, како обвинителство никако, да ставиме главата у песок и тие работи да останат така. Мислам дека тоа оваа држава има капацитет да не го дозволи. И политичките партии кои се најповикани во тој дел во измената и собранието во измената на законот за тоа обвинителство да најдат решение кое ќе биде оптимално и кое ќе овозможи соодветни и непречени услови, независно дали тоа ќе го решава ова обвинителство. Или обвинителството кое основна работа му е да ги гони сторителите на кривични дела, тоа не може да остане недоразгледано. Како јас мислам дека тие луѓе сега имат една страшна дилема. Од една страна тие дела не се застарени. И замислите оние ако не постапат, дали не би навлекле во злоупотреби. Сега, таму кај што уште и започнати истрагите што правиме. Значи, тоа прашање не е така едноставно и не може да се разговара, ете така колоквијално, ние сега ќе видиме што ќе правиме. Нема ќе видиме. Тоа треба да се надмине со политичка волја, при што нема да се водиме од интересите на што со ово и што со оно, него од интересите на општеството и интересите на јавноста, правдата, конечно, чувството на правичност и правда како сатисфакција на граѓаните е нешто што мора во крајна линија да биде задоволено.